Даниел Хернандес е амерички рапер познат како 6ix9ine. Роден е на 8 мај 1996 година во Бруклин, Њу Јорк. Пораснал во скромни услови со неговата мајка која е од Мексико и неговиот брат. По смртта на неговиот очув, Даниел бил исфрлен од училиште и почнал да работи разни работи за да му помогне на семејството. Неговата музичка кариера започнува во 2014 година, но со светска слава стекна кон крајот на 2017 година со хитот Гумо. Песната стана вирална поради неговиот специфичен агресивен стил на рапување, енергијата и уникатниот изглед, коса во бој на виножитото и преку 200 татуажи со бројот 69 на неговото тело. По Гумо 6ix9ine не застана, веднаш ја објави Кода, која беше именувана по неговиот близок соработник Кода Би. Песната ја потврди неговата формула, суров звук и спотови полни со оружје и црвени бандани, односно бандата Nine Train Gangsters, дел од пошироката мрежа на United Blood Nation, една од најопасните банди во САД. Во март 2018 година излага Били. Били е прекар за членовите на бандата Bloods. Ова е уште еден хит на Билборд листата. На 22 јули истата година, во соработка со Ники Минаж и Murda Beats, излага Фифи. Потоа во соработка со Ануел излагаат Бебе и Мала, неговите први песни на шпански јазик. Во ноември 2018 година федералните агенти го апсија Даниел под обвиненија за рекетирање, вооружени напад и заговор за убиство. Соочен со 47 години затвор, 6ix9ine го направи незамисливото во хип-хоп културата. Тој сведочеше против своите соработници. Светот го нарече старец или понивно снич. Рапери како Snoop Dogg и Future јавно го осудија велики дека неговата кариера е мртва. Во негова одбрана, тој во едно интервју изјави, цитирам: "Зошто да бидам лојален на луѓе кои се обидоа да ме киндапираат, да ми украдат парите и да спијат со мајката на моето дете? Јас сум лојален само на моето семејство." По судењето тој беше пуштен под посебни услови. Затворската казна му беше намалена од 47 години на само 2. Бидејќи веќе помина околу 13 месеци во притвор додека траеше судењето, тој требаше да излезе во текот на 2020 година. Но во април 2020 година, поради пандемијата на COVID-19 и неговата астма, судијата му дозволи да дослужи казната во куќен притвор. Веднаш откако беше пуштен во куќен притвор, 6ix9ine се вклучи во живо на Инстаграм и го сруши светскиот рекорд со 2 милиони гледачи. Сите се прашуваа што е следно, а тој го имаше одговорот. Ја објави песната Гоба, која ги сруши рекордите, а после неја и Trolls, повторно со Ники Минаж и многу други. Потоа тој направи пауза од музиката, но продолжи да се расправа со други рапери на социјалните мрежи, како например Lil Durk. Неговиот втор голем пат, каде проблемите веќе не беа бандите, туку содржавата, парите и законот. Додека 6ix9ine се фалеше со милиони долари во готовина и диамантски ланци на Инстаграм, американската даночна служба IRS внимателно наблюдуваше. Се појавија извештаи дека раперот должи огромни суми на неплатен данок, цифри кои достигнуваат и до неколку милиони долари. Најголемиот удар се случи во април 2024 година, кога федералните агенти упаднаа во неговиот имот на Флорида и му ги запленија неколку луксузни автомобили и вреден накид. После ова 6ix9ine почна да се појавува на стримови кај големи стримери како Adin Ross и Neon, пробувајќи повторно да се врати таму кај што беше, додека луѓето се прашуваа за неговите долгови. Моментално е заглавен помеѓу судовите и обидите да се врати преку социјални мрежи, но неговата моќ и популарност е на најниско ниво до сега. Изгледа како човек кој повеќе се труди да не заврши во затвор или без пари, отколку да сними нов хит.